Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во ова видео повторно ќе зборувам за егомаските на родителите, поточно за подтиповите на главната егомаска на фејнери или егомаска на родители кои што ја глумат, или кои што се преправаат. Таа е поттипот егомаска на родител кој што се договара со своите деца или родител договарач. Да ги прашува родители, доколку во моментите кога ги родителствувате вашите деца и сте поттикнати од нив, дали користите една шема на ако тогаш, условеност, односно секогаш во она што го договарате со вашето дете, вие барате исходот да биде во ваша полза. Значи, дали во односот со вашите деца гледате како на некој деловен договор или пак на некој аранжман деловен, каде што се обидувате вие да ја извлечете најголемата корист од тој договор, и доколку е така, може би ја носите маската на егомаската на договарач. Кој е родителот кој што ја носи оваа егомаска? Тој е родител кој што односите со своето дете ги воспоставува врз основа на она што тој ќе го добие за возврат. Значи, се е во смисла на тоа што има за мене во ова што го договарам јас со тебе. Значи, давањето на родителот секогаш ја крија тајната агенда да се врати нешто за себе од страна на родителот. Значи, овие родители и текако високо ги ословуваат своите деца и со тоа што ги врзуваат со децата, значи, преку едно чувство на вина и на едно чувство на обврска. Овие родители, зошто тоа така се, значи, ја носат оваа егомаска? Затоа што се плашат да бидат премногу поврзани со своите деца, се плашат премногу да го отворат своето срце, мислат дека ќе бидат многу повредени и затоа наметнуваат договори кои што се однесуваат на нешта кои што ќе бидат сигурни за нив и кои што ќе подразбираат исход со кој нема да бидат ранливи, нема да влезат во ранливост на жртвување за другиот, значи за другата личност, за децата, и кои се верувањата на овие родители кои што носат егомаската на договарач. Тоа се следните верувања. Прво, ако од оваа врска не добијам нешто, нема ни да дадам било што. Второ, врските се болни и затоа ќе се договарам да добијам нешто за возврат, кое што ќе ми даде мене важност и значење. И трето, се чувствувам сигурно само кога се договарам. Децата од овие, значи, кои што се израснати со овие родители, како се чувствуваат? Бидејќи родителот е тој кој што постојано им наметнува договори, децата се плашат дека ќе го скршат договорот за кој што се согласиле со своите родители и задолжително, значи, тие си земаат како своја врска, значи, тој дел од договорот за кој што се согласиле, тие го земаат како своја обврска. И настојуваат да го почитуваат, затоа што доколку не го почитуваат, што резултира тоа? Тоа резултира дека на некој начин тие ќе бидат отфрлени, неодобрени, поништени и од страна на своите родители.
И по правило овие родители се чувствуваат како поради постојаното наметнување на договори, им влеваат едно чувство на децата дека постојано се должни спрема нив, и тоа многу повеќе од љубов и верност, туку дека им се должни во смисла дека им го должат нивниот живот и дека им ги должат и нивните животни избори. Значи, овие деца, бидејќи се чувствуваат контролирани и се чувствуваат микроменаџирани, тие не можат да уживаат во својата собствена слобода и во својата собствена радост како деца. Туку тие се потполно задушени во однос на тоа. И како звучат родителите кои што ја носат маската на договорач? Звучат на следниот начин. Прво, јас се грижев за тебе и се жртвував за тебе цел мој живот. Второ, јас ги носам товарите на твоите одлуки и поради тоа ти треба да платиш за тоа. Трето, ти треба да си го дадеш својот удел за да го добиеш тоа што го сакаш. И четврто, многу ми должиш и во сите твои одлуки ти треба тоа да го имаш во предвид. Барем тоа е најмалку она што можеш да го направиш за мен. И на крајот Шефали им објаснува на родителите дека доколку тие може да ги препознаат одредени карактеристики на оваа егомаска, вреди да се оди испод маската и да се види, да се забележи кои чувства се кријат испод оваа егомаска, за да може да се напушти тој идентитет. Понатаму следува подтипот на егомаска на старлета или звезда. Шефали им објаснува на родителите во книгата. Родители, доколку сте вознемирени од вашето дете и притоа постојано се фокусирате на себе, значи цело време се фокусирате на тоа како вие се чувствувате, како вие кои се вашите потреби, значи имате постојана една тенденција себе си првично внимание да се обрнувате на себе си, отколку да ги гледате вистинските потреби на вашите деца, тогаш можно е да носите егомаската на старлета или на звезда. Кои се овие родители во суштина? Овие родители се дивите во семејството и сите многу добро тоа го знаат. Значи, звездата или старлетата има еден природен талент да прави драми во своето семејство, значи да глуми, да влегува во една театралност, да импровизира загрижености и што по автоматизам ги привлекува сите други во семејството, значи им го привлекува вниманието и овие родители во сушност како се чувствуваат дека се поголеми од животот и токму поради тоа тие се навикнати да бидат постојано, значи другите да се воодушевуваат околу нив и кога не го добиваат вниманието, овие родителите како ги зголемуваат своите емоции до едно ниво да создаваат огромни потреси во рамките на самото семејство преку својата театралност, преку тоа што прават голема врева за ништо. Значи, овие родители ќе направат се само за да им биде свртено вниманието кон нив од страна на другите и затоа тие ги преувеличуваат нештата, создаваат едни катастрофални ситуации до крајни граници и затоа што вниманието толку им е битно да биде насочено кон нив, што воопшто не внимаваат што ќе се случи, дури по цена да ги вовлечат сите во драмата во која што ја прават. Меѓутоа, по природа овие родители се многу чувствителни, многу се кревки и несвесно создаваат пленови од страна на другите, жртви од страна на другите. Значи, по цена тие ги вовликуваат како жртви и другите околу себе во она што го прават како драма.
И зошто е тоа така? Затоа што сето тоа нив му дава чувство за вредност и за важност. Кои ставови ги имаат овие родители, во што веруваат овие родители кои што носат его маската на старлета? Тие ги имаат следните верувања. Тоа се: прво, мојата вредност зависи од количеството на внимание кое што го добивам од страна на другите. Второ, моите чувства се најважни и секој треба да внимава на нив. Трето, отфрлањето, реалното или перцепираното отфрлање од страна на другите мене ме распаднува. И четврто, се чувствувам несигурно и невредно доколку не добивам внимание од страна на другите. Децата од на овие родители што учат? Тие учат од најмала возраст дека треба да се подредат на потребите на своите родители. Значи, нивниот радар постојано е насочен кон родителот, наместо да биде насочен кон себе. Родителските потреби се најважни за нив. И овие родители, овие деца вообичаено својот внатрешен живот го напуштаат, значи се исклучуваат од својот внатрешен свет, само за да бидат присутни во светот на родителите. И затоа тие многу рано ги превземаат родителските товари, наместо да ги остават родителите да ги носат своите родителски товари. Овие деца стануваат токму поради тоа повлечени, послушни, добри, премногу, ги жртвуваат своите собствени внатрешни светови заради своите родители. Како звучи еден родител кој што носи ова его маска на звезда или на старлета, звучи на следниот начин. Прво, имам многу потреби за кои што мене ми е потребна грижа. Второ, дали гледаш со се што се справувам во текот на еден ден. Трето, многу ми е стресно затоа што со премногу работи се справувам. Четврто, мојот живот е многу тежок, тој е неподнослив. Петто, ти никогаш не можеш да го разбереш тоа и никогаш не можеш да замислиш мене како ми е. Шесто, имам милион обврски и ми треба твојата поддршка. Седмо, не можам да поверувам дека не си таму токму во моментот кога ми си потребен. И осмо, треба да си 24 часа со мене, заедно за да ми помагаш, за да можам да се справам со тоа, затоа што не гледаш колку многу се вложувам. И таа им објаснува на родителите на крајот повторно: родители, доколку ги забележите овие карактеристики кај вас на оваа его маска, можно е да ја носите оваа его маска и поради тоа потребно е навистина да се оди испод чувствата на оваа его маска, заради кој што да се видат причините зошто се навлекла оваа его маска, за да се напушти овој родителски товарот на овој родителски идентитет. И следна его маска, подтип на его маска на Фейнер, или пак на родител кој што се на преправувач, на родител преправувач, е его маската на дете. И ги прашува родителите: родители, кога сте поттикнати од вашето дете, дали се чувствувате преоптоварени од одговорноста да се биде родител, од одговорноста да се појавувате како родител? Дали се чувствувате дека премногу ви е тешко да родителствувате? Дали таа работа за вас представува нешто со кое што не можеш да се справиш со своето собствено дете? Дали се чувствуваш оптоварен секој ден со обврската да се биде родител во својот собствен живот? Доколку е така, доколку го сметаш родителството дека исклучиво представува товар за вас и огромна тешкотија, тогаш најверојатно е дека ја носите его маската на дете. Кои се овие родители? Родителите кои што ја носат его маската на дете, тоа се оние родители кои што избегнуваат, значи ги избегнуваат своите обврски и очекуваат родителските обврски да ги некој друг, значи наместо нив да ги
исполнуваат. Тоа во основа се случува своите одговорности да им ги остават на своите собствени деца. Значи, овие родители се во една постојана состојба на безпомошност, на кревкост, принудувајќи ги своите собствени деца да влезат во улога на родители или во улога на лидери. Предолго остануваат овие родители во својот кревет, тие се неорганизирани, невешти се, забораваат да одат на состаноци, забораваат да одат на работа, сметките не ги плаќаат на време, пропуштаат превземање на одговорност за било какви ситуации. Со еден збор, значи овие родители се во хаос. Нивното општо однесување што создава во самиот дом? Создава една голема празнина која што треба да се пополни. Но, поради фактот што овие родители не можат тоа да го направат, значи не јавуваат една потреба тоа нешто да го направат, оставени се децата сами на себе, за да не се случат катастрофални работи во самото семејство, тие кои што ќе станат и едноставно ќе го спасат домот од катастрофални последици. Значи, овие родители во суштина се родители кои што се незрели родители кои што никогаш не пораснале и поради тоа често пати се вклучуваат во промискуитет, исто на ист начин, значи влегуваат во злоупотреба на супстанции, на ист начин како што тоа би го правеле несвесните тинејџери. И Шефали објаснува во книгата кога ги наблюдувате овие родители, исто како да наблюдувате 7-годишно дете кое што вози автомобил и во секој момент очекувате дека ќе се случи некоја сообраќајна незгода. Кои се верувањето на овие родители? Верувањата на овие родители се следните. Прво, имам право да бидам згрижен, не треба да сум одговорен. Второ, трето, другите ќе ја превземаат контролата. Четврто, повеќе сакам да се забавувам и уживам во животот, отколку да сум заглавен во досадните работи. Петто, нема потреба да пораснам. Шесто, сакам другите да превземат контрола врз мојот живот, наместо јас тоа да го правам. Понатаму, што се случува со децата на овие родители? Децата на овие родители тие созреваат пред време, многу порано отколку што треба во својот живот. Значи, втурнати се во... Зошто? Затоа што се втурнати во една улога на старители, на родители, пред да бидат и тоа емоционално подготвени за тоа нешто. Значи, тие ги носат огромните товари од процесот на родителствувањето, огромните товари на самиот процес, значи, кој што треба да се одговорностите од страна на родителите во рамките на во рамките на семејството. И токму поради тоа децата и како чувствуваат еден притисок и товар во тие борби кои што ги водат наместо родителите. И поради тоа овие деца стануваат депресивни, склони се кон самоповредување. Зошто? Затоа што прегоруваат од родителските обврски, родителските грижи. И токму поради тоа тие не се чувствуваат негувани. Зошто? Затоа што се склони цело време да водат грижа и нега за своите родители и поради тоа тие не се ни склони да се негуваат самите себе си, значи да воведат да бидат склони кон нега и грижа на својот собствен живот. Тоа едноставно го поништуваат од својот животен репертоар. Овие деца бидејќи нивните емоционални потреби се избришани од
страна на нивните родители, тие деца се занемарени. Потполно, значи својот собствен живот го занемаруваат на своја собствена штета. И на овие деца не им е дозволено да бидат деца. Значи, нивното детство е одземено уште од самиот почеток, кога значи, влегуваат тек во животот, да можат да се радуваат на своето детство. И поради тоа овие последици ги трпат во животот кога понатаму стануваат зрели личности. Како звучи еден родител кој што ја носи егомаската на дете? Прво, животот е толку тежок што јас не можам да се справам со него. Второ, не можам да се справам со моите сметки. Трето, не сакам да работам здодевна, затоа што работата ми е секогаш здодевна. Четврто, мразам да имам одговорности. Пето, зошто ти не пораснеш и не можеш да ги превземаш одговорностите за собствениот живот? И шесто, ти треба да помагаш во куќата, затоа што јас не можам да управувам со тоа нешто. И Шефали им објаснува на родители, доколку вие можете да забележите дека носите одредени одлики од оваа егомаска, можно е повремено да ја навлекувате оваа егомаска и навистина вреди да се оди испод чувствата кои што ја создале оваа егомаска со цел родител да се ослободи од овој тежок идентитет. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.